За неполни 24 часа, откако ИСАР темелно го исчисти ѓубрето околу основното училиште Славајко Арсов во штипската населба Баби, несовесни граѓани успеаја повторно на истото место да створат нов неред и депонија, со која стотици деца повторно ќе се соочуваат. Овој пример на граѓанска неодговорност е последен од низата кој го дефинира нивото на култура кај поединци, но и на добар дел од општеството. Што за ова мислат оние кои се сметаат поинакви? За никаде. Одговорни ли се граѓаните? Одговорни се, ама не ги биват. Сите само гледат кој каде наваѓа таму фрли. Потребно е да има комисија, да има, како да кажем, да проаѓа низ улиците, да види дали е чисто, нечисто, да помени некој народ што живее таму. Во меѓувреме, граѓанската неодговорност не само што чини многу, туку борбата на ИСАР со неа ја прави нерамноправна, а најголемото јавно предпријатие во регионот немокно. Еве зад мене има веќе едно урбано катче кое го направивме за да можат граѓаните овде да одмарат. Значи се цементираше, се поставени две клупи, кошчи за отпадоци, во следниот период ќе засадиме дрвца за да може овде граѓаните веќе да одмараат и да го користат ова катче за одмор. И апел до сите граѓани во општина Штип, не само овде, значи за да немаме вакви гради слики околу контејнерите. Значи габаритниот отпад, тичкото треба да се фрлаат на депонијата. Ние сме должни како јавно претпријатие само да го исфрлиме органското ѓубре и тоа да се става во контејнерите, неколку пати на неколку пресконференции кажуваме, со кеси, за да нема истикување на онаа течност што создава непријатна миризба. Значи, за да се помалку имаме вакви диви депонии, веќе се случуваат диви депонии да се стварат во централното подрачје. Нели е конечно време наместо апели да се упатуваат драстични казни? Ако се фале, ако деш од арта на неопа 50 евро одмах. На место или таму станица, додека не плати да не се пуште на слобода. Најверојатно парично најубаво. Најубаво, парично. Па не парично секога боли, меѓутоа за да го одредиме да чисти исто. Во целата граѓанско-комунална неодговорност повторно се вклучи и Граѓанско-демократската унија, која во саботата го пофали ИСАР за енергичната реакција, а во недела се разочара од граѓаните. Испраќаме апел. ИСАР уште еднаш да го исчисти сметот, но апелираме и до комуналните инспектори, МВР и другите институции да превземат мерки. Одговорност мора да има, велат од Граѓанско-демократската унија без по секоја цена да им се додворуваат на граѓаните. Но проблемите со дел од граѓаните не застануваат на ѓубре и неред. Во континуитет, ширум регионот се случува оштетување и уништување на комуналниот инвентар. Страдаат контейнери, се рушат канделабри, се демонтираат клупи, се уриваат огради или спортски реквизити. На годишно ниво, само двете штипски јавни предпријатија по овој основ трошат десетици илјади евра. На ниво на регион, сумата е неколкукратна.